Општина Штип почнува со отстранување на хаварисани и нерегистрирани возила од паркинг површините во централното градско подрачје. Акцијата се спроведува бидејќи во изминатиот период на територијата на општина Штип се забележува зголемено сторување на прекршоци од областа, која што е регулирано согласно одлуката за комунален ред на општина Штип. Лазар Хаджи Николов и Борче Везенков од Оделението за комунални дејности во општина Штип на денешната пресконференција истакнаа дека се забележува прекршување на членот 101, согласно кој што се забранува на јавни паркиралишти на јавни површини да се паркираат и оставаат возила кои што се оштетени, хаварисани, исто така возила кои што се без регистарски таблички или пак возила на кои што регистрацијата им измината, односно не се регистрирани. Во изминатиот период на подрачјето на општина Штип се забележува зголемено стрување на прекршоци од областа на која што е регулирана согласно одлуката за комунален ред на општина Штип. Поточно се забележува прекршување на членот 101 од оваа одлука, согласно која што се забранува на јавни паркиралишта, на јавни површини да се паркираат и оставаат возила кои што се оштетени, дотраени, односно хаварисани. Исто така возила кои што се без регистарски таблички или пак возила на кои што регистрацијата им е одмината, односно не се регистрирани. На овие површини исто така е забрането да се оставаат и паркираат земјоделска механизација и приклучна механизација, како и кам приколки и приколки. Како што напоменав, изминатиот период постојат поголем, на повеќе места се детектира сторување на овој вид на прекршок, па заради тоа, како една од функциите на инспекцијата е превентивно, односно да информираме јавноста преку медиумите дека во наредниот период ќе се преземат ворени инспекцијски надзори, согласно кои што инспекцијски надзори ќе се контролираат токму прекршувањето на овие одредби кои што се предвидени согласно одлуката за комунален ред на општина Штип. Тој упати апел до сите граѓани, доколку нивните возила не се во возна состојба, односно не се регистрирани, да не ги оставаат на бележаните јавни површини во централното градско подрачје и исто така и пред колективните стамбени објекти. До сега, од почетокот на годината, имаме евидентирано некаде околу 80 на возила, на кои што претходно се остава опомена во рок од 8 дена. По истекот на тие 8 дена следува постапка каде се пишува записник и потоа исто така решение за отстранување до јавното предпријатие кое што е должно за отстранување на тој тип на возила, хаварисаните возила, и истите се носат во по одлуката за комунален ред, се дислоцираат во Новакова чешма, во магазините на ЈП Стипион, и потоа доколку прекршителите, односно собствениците на возилата, на тие хаварисани возила сакат да ги подигнат, потребно е да уплатат финански средства од 3000 денара за да си го подигнат истото возило назад. Борче Везенков, комунален инспектор во општина Штип, додава дека од почетокот на годината до денеска имаат евидентирано околу 80 возила на кои што претходно се оставени опомени. Ако не се почитува одлуката, хаварисаните возила ќе бидат однесени во Новакова чешма. Везенков појаснува дека собствениците на хаварисаните возила, доколку сакаат да си ги подигнат возилата, ќе треба да платат 3000 денари, пошто истите ќе им бидат вратени.